да се преселиме веднаш на разговорот со колегата Андоновиќ и меѓународна сцена, а кога е во прашање меѓународна сцена, најактуелно е се всушност случувањата во Русија. Таму Навални се протестира за негово ослободување, не само во Русија, се протестира и во Бугарија, се апсат луѓе. Дејан, што се случува во Русија? Па дојдоа билансите од вчерашните протести, над 1700 лица се уапсени на протестите кои вчера се одржаа, барајки од властите во Москва да го ослободат опозициониот лидер Алексеј Навални, кој е на издржување на 2,5 годишна затворска казна. Се протестираше во 82 града. Според извештаите 183 се уапсени во Москва само, додека вкупниот биланс, како што рекове, над 1700 уапсени. Во Москва вчера протестираа 6.000 лица, иако според организаторите имало над 60.000, значи големи огромни протести, се бара ослободување на Навални. Именно целата работа дојде откако вчера рускиот претседател Владимир Путин во рамките на своето обраќање до нацијата ја предупреди руската нација дека треба да се подготвува за можеби некаков конфликт со Западот. Од друга страна и му се закани на Западот дека Русија нема да дозволи преминување на црвените линии, сето тоа алудирајќи на последните настани околу односите на Москва со Западот, околу Украина, околу санкциите. Но при тоа, при објавувањето, при обраќањето не го спомена Навални, една од главните можеби иницијални каписти на кои Западот ја обвинува Москва, па дури му воведе и санкции, воведе санкции на Русија. Излегува луѓето, протестираа, полицијата апсеше, го одржуваше јавниот ред и мир, така да ова е билансот, ќе видиме како ќе продолжат денеска работите, дали ќе продолжат протестите. Треба да се знае дека Навални е во затвор, 3 недели веќе штрајкува со глад, неговата здравствена состојба тоа е во многу лоша здравствена состојба. Неговите лекари предупредуваат дека не се исклучува дека е животно загрозувачка и дека може да почине во болница. Овие информации предизвика една жестока реторика од страна на Западот, па дури самиот американски претседател Џозеф Бајден го нарече Путин убиец за тоа што се случува на Навални. Од друга страна и Обединетите нации вчера побара Русија да го ослободи Навални, односно да го пушти Навални да издржува својата затворска казна во некој друг затвор на Западот, а не во Русија. Сето ова само укажува дека преку опозициониот лидер Навални, кој треба уште 2 години да лежи во затвор, Западот очигледно сака да ја дисциплинира Русија. Дејан, зошто е толку важен за западниот блок Алексеј Навални? Освен што е опозицијски лидер и некој кој што покажува најголема репутација за да го смени можеби Владимир Путин, сепак ако се види геополитиката, тоа е делува практично невозможно за сега. Меѓутоа, зошто за Западот е толку важен играч? Први, Навални е еден од тројцата руски политичари, опозициони политичари кои изминатите години му се спротистави на ликот и делото на Владимир Путин, би рекол, на неговиот имидж кој тој го уживаше, кој тој го ужива во Русија, но и во светот. Се вели дека, сега ние од тука од страна можеме само да коментираме, според анализите, дека Путин има рейтинг во паѓање, но сепак го има висок рейтинг. Од друга страна доаѓаат избори во септември во Русија, тие се регионални избори и Путиновата партија Единствена Русија според некои анкети е во опаѓање, па сега преку Навални очигледно Западот сака конечно да ги изравни сметките и да го стави Путин во една помалку моќна позиција политичка внатре во Русија. А Навални е засега единствениот лидер опозиционен кој има храброст да му се спротистави, па оттаму и поддршката која ужива однадвор. Од друга страна, Владимир Путин, самиот Владимир Путин, според ова што можеме да има страшно да кажеме потези, некаква реторика која не е
која заедно со Бајден, двете супер сили имаат некако чудна реторика, храбра. Вчера Вашингтон ја обвини Русија дека е агресор, тоа е за тешки квалификации, потоа беше обвинет Владимир Путин дека е убиец, исто така една лична квалификација која не сме виделе ни за време на Блоковската поделеност во 80-тите години на минатиот век, кога иако беа пред рапна војна двата блока, никогаш немаше лични квалификации. Од друга страна, Владимир Путин вчера го предупреди Западот дека Русија нема да толерира преминување на црвените линии. Кои се црвените линии? Ќе видиме, па дури и украинскиот председател Володомир Зеленски вчера се обрати на украинската нација и откако не доби согласност од Путин да се сретнат и да разговараат за тензиите во Украина, ја предупреди украинската јавност да се подготвува за војна со Русија. Тоа се сите, би рекол, едни тешки реторички зборови кои најверојатно нема да се случат, но сепак е нешто ново во меѓународната политика, бидејќи никогаш порано немало такви тонови на закани и на лични квалификации меѓу лидерите. Ајде кратко пред да ги започнеме вторите вести, се протестираше и во Бугарија. Како го наоѓаш тој линк? Па Бугарија како поранешна членка на советскиот блок, нели, под Русија, и како земја која е сега во НАТО, и како држава која изминатиот период и покрај некои традиционални релации со Русија сепак се одлучи да го тера евроатлантскиот пат. УАПСИ избија неколку шпионски афери, каде што бугарската влада, која и да е начело, бугарската влада е, нели, во континуитет, УАПСИ неколкумина руски шпиони, пошто Москва, нели, возврати, нарушени се односите во секој случај, но едно е сигурно, НАТО државите како што се еве Чешка, па Словачка, еве Бугарија, прибалтичките држави како да служат за она прва пресметка со Русија, бидејќи географски се тука до границите, така да односите на Бугарија секако како земја членка на НАТО не може да бидат со Русија онакви какви што биле пред таа да влезе во Евроатлантската алијанса. Јасно. Дејан Андоновиќ и меѓународна сцена, благодарност за оваа анализа.